Добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е првиот човек на Државната изборна комисија, господинот Никола Рилковски. Господине Рилковски, на почеток кажете ни како течат подготовките на комисијата за предстојните избори. Подготовките во Државната изборна комисија бар до овој момент се одвиваат во најнормално. И пред очекувањето на објавувањето на датумот за почетокот на председателските избори, ДИК преземаше своји дејствија за што поспремни да го чекаме датумот и после датумот се што следи до овој изборен процес да сме припремени. Така да имаме одржано доста работни состаноци, доста јавни седници и сега во овој момент работењето и атмосферата во Државната изборна комисија е добра. Наидовте ли досега на некаков проблем и што ќе биде најголемиот предизвик на комисијата за овие председателски избори? Проблем кој што ни се натура и би бил, ајде да го речеме и предизвик, како што го рековте, е евентуално распишување и на предвремени парламентарни избори, за кои што се заговара. Јас ги земам сега дека се шпекулации, чим ништо не е јавно. Меѓутоа, доколку се случи предвремените парламентарни избори да отпочнат во вториот круг на председателските избори, тогаш пред нас се јавува еден сериозен проблем во делот кај што ќе се испомешаат датумите на едната кампања, на другата кампања, молка кај едната кампања, во другата кампања во тек ќе кампања ќе во тек одење со кампањско работење, така да тука ние се трудиме и секојдневно, најверојатно овој период, да се припремиме, ако евентуално ги имаме предвремените парламентарни избори, да бараме решение. Во секој случај, во овој момент, ако така биде, ние пред нас имаме голем предизвик и за сега проблем. Сакате да кажете дека Државната изборна комисија нема капацитет за успешно да ги спроведе двата изборни циклуси? Не, за капацитет не станува збор. Државната изборна комисија имате капацитет, имате искуство. Меѓутоа, ако ова се случи, мислам дека е за прв пат ќе се случуваат едно такво поклопување на термините, така да во прашање ќе изнајдување модуси како да ја пребродиме таа ситуација. Подготвени сте за такво нешто доколку се случи? Ние се подготвуваме, не сме подготвени. Дефинитивно, затоа што имаме некои непознаници. Опозицијата веќе обвини дека имало прекршување на изборниот законник, како на пример огласите за вработување, за јавни набавки, понатаму најавите за реализација на можни проекти од страна на владини функционери и така натаму. Вие веќе се изјаснивте дека не сте увиделе вакви прекршувања, но што доколку забележите? Која е вашата улога и како вие ќе реагирате во тој случај? Државната изборна комисија од она што го предвидува изборниот законник има обврска и овластување да се грижи за законитоста во припремањето и во спроведувањето на изборите. Доколку утврдиме дека одредени дејствија превземени од политичките партии, од субјекти, поединци или било како одат во тој правец, ние секако дека до надлежните институции кои што се надлежни за таквиот чин на прекршување на одредбите, ќе си поднесеме и соодветни барања за преземање на санкции. Ние не сме орган кој што санкционира, меѓутоа она што е во процедура за превземање, ние ќе го превземеме. Господине Рилковски, дали конечно на овие избори ќе имаме прочистен избирачки список кој што нема да биде основа за можни неправилности?
за конечно пречистен текст на изборниот список не можам да речем. Иако во почетокот и од моето доаѓање и онака како што зацртавме во самата изборна комисија да евентуално дојдеме до такво нешто, не стигнавме, а тоа беше нашата заложба да ние исцело во своји раце, како Државна изборна комисија, го имаме списокот и го работаме, го обработуваме и така натака. До овој момент не е така, бидејќи онаја, да речам, обработка која се заснова на техниката на обработка на избирачките списоци, методологија и така натака, се уште се наоѓа во Државниот завод за статистика. Така да, во оној момент кога ние ќе можеме тоа што го чини Државниот завод за статистика, ние сами да го правиме, тоа ќе може, бидејќи веќе и одговорноста ќе е наша, во тој дел, тогаш ќе можеме да речеме дека да, ние го сработавме и гарантираме дека изборниот список е исцело исчистен. Какви се вашите очекувања за гласањето на диаспората? Дали и овој момент останува еден од предизвиците на Државната изборна комисија во реализација на изборниот процес? Видите, тука мало е покомплицирано прашањето, бидејќи кога се носеше новиот изборен законник, на гласањето во диаспората се запна, да речем, тука и не се донесе конечно решение во тој дел, односно тој дел се остави да се решава во некое друго време. Односно после председателските избори. Ако се наметне да се одржат и предвремени парламентарни избори, тогаш навистина ќе е и тоа деликатно прашање со оглед дека во тој дел консензус меѓу партиите не се постигна во однос на гласањето во диаспората. Господине Рилковски, каков е според вас капацитетот на администрацијата задолжена за спроведување на изборите? Јас мислам дека капацитетот на администрацијата која што е овде во ДИК и долу во дисперзираните подрачни единици, дека е задоволителен и за успешно спроведување на изборите покрај директно професионалните, да речам, луѓе во администрацијата ангажирани, ќе се ангажираат и луѓе од надвор како помошни тела кои што ќе бидат во припомош за што поуспешно спроведување на задачите кои што треба да ги изврши Државната изборна комисија. Партиските притисоци врз администрацијата не се непознати за изборните циклуси во Македонија. Очекувате ли такви сценарија и сега и на овие избори и како тоа ќе влијае воопшто на изборниот процес и на изборните резултати? Мислите на притисокот од страна на политичките партии спрема вработените во администрацијата? Да. Видите, тоа е веќе во стратегијата на политичките партии. Тука не може да навлезам. Дали ќе има или ќе нема, меѓутоа поучени од она што досега ни се случуваше, најверојатно ќе има. Господине Рилковски, ви благодарам што бевте наш гостин. Благодарам и јас. Го гледавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Ви благодарам што бевте со нас.